се многу важна здравата и избалансирана исхрана, амортизирање на стресот, хидрирањето, квалитетниот и добриот сон е секако од особено значење, како и одржување на телесната тежина. Особено е важно внесувањето на избалансирани оброци, како протеини, витамини и јагле-хидрати и масти. Не треба да има рестрикција на оброците, односно не треба еден организам да гладува и да прави рестрикција на одредени макро и микронутриенти, особено во овој период на пандемија, со цел да се зачува имунитетот. Хидрирање значи доволно внесување на течности, особено водата. Тука ќе ги вклучам и чаевите, кои што исто така ќе потикнат за одржување на имунитетот, но исто така и супите кои што може да се приготвуваат во овој период од годината. Особено е важен внесот на Д витаминот, кој што може да се најде во рибата, во печурките. Важен е внесот на селенот и на цинкот, кој исто така можеме да го најдеме во одредени продукти кои што ни се дадени во текот на целата сезона, но исто така и во овој период ќе треба да се внимава и да се стави акцент на овие продукти, ферментираните продукти како што се кефирот, ферментираните продукти од зелка, потоа комбухата, се исто така добродојдени пробиотиците и пребиотиците кои што се клучни и за внесување со цел да се подобри имунитетот. Витамините од Б групата кои што можеме да го најдеме во свежиот сезонски растителен, односно од зеленчукот и овошјата. Многу е важен и внесот на С витаминот кој што е антиоксиданс и се справува со успешно борба со бактериските, вирусните инфекции, па вклучувајќи го и ковидот. Доколку е возможно да го внесеме витаминот С попатно со исхраната, но доколку е најдобриот начин, меѓутоа и кога е неопходна суплементација до 1000 микрограми во текот на денот е доволен внес на витамин С. Е особено важно внесувањето на овие витамини од Б групата, кој што ќе помогне за закрепнувањето, витаминот Д, витаминот С, хидрирањето на организмот, природно цедените сокови, продуктите од мед, како што се прополисот, матичниот млеч, исто така, маџинот исто така, добројден, маслата од црно семе, маслото од диво орегано, маслото од семки од грејпфрут, се исто така важни. Како што и важна и физичката активност во текот на денот, 30 на минути секој може да најде време со цел да се релаксира, да го амортизира стресот, бидејќи овие луѓе по прележувањето на ковидот и во исчекувањето на самата ситуација, дали ќе се зарази или не, секако менталното здравје е особено важно да се одржи.